дојдовте во нов аснам. Системските проблеми што ги гледаме во оваа предизборие се толку длабоки да едноставно ние како гледачи и обзервери се шокираме секојдневно. Но ова не е нешто ново. Системот онаков каков што е сега има тешки системски грешки. Во Скопје тоа се гледа преку нападот на градоначелничката Данела. Реакциите што потоа се случува од страна на министерот Тошковски, не реагирањето на председателката Силјановска, за да на крај имаме одредени реакции и заклучоци кои премиерот Мицкоски кажа дека институциите треба сами по себе да си ја вршат работата и имаме тек по задоцната реакција. Но еклакантниот пример на системските проблеми што ги имаме во општеството преку действијата на градоначелничката Данела не е единствен. Ваквите проблеми ги има насекаде во Македонија, но тие се манифестираат на различен начин. Денеска со нас е добро познатиот борец за човекови права, за здрава животна средина, за здрава котлина од Ново село, кој господинот Костадин Ристоманов. Здраво, Костадин, како си? Благодарам на можноста да по не знам кој пат да искажам и благодарноста, но и да ја раскажам состојбата во која се наоѓа еден дел, да кажеме, Источна Македонија, југоисточниот дел, каде што нешто слично се случува и во тој регион. Апсолутно. Целиот фокус беше насочен медиски во однос на што се случи у Скопје, дивоградбите, борбата со дивоградбите која градоначелничката ги отвори, реакцијата негативна од страна на системските поединци. Меѓутоа, кај тебе во твојот регион, Струмичкиот регион, се случува слична таква тивка борба, која медиски не е експонирана. Ние сме тука да водиме на некој начин, значи сюжето или целата е иста е, но само со тоа што јас не сум градоначелник, нели, па да се борам против корупцијата, јас сум советник во општина Ново село, мојот фокус на критики е насочен кој градоначалникот, кој што сметам дека во многу гранки го надминал, ги пречекорил своите овластувања, дури имаме според многу и стручни лица и злоупотреба на функцијата што ја обавува, и тоа се види на последната седница на Советот, каде што они немаа мнозинство и како градоначалникот раководи со Советот, а имаме председател кој што нели му беше фактички одземена на некој начин улогата да ја води седницата, како градоначалникот си своите желби, онака како што тој си го замислува своето раководење на општината, да си ги презентира во вид на проекти кои што ние треба само да ги гласаме. Значи, без никаква широка дискусија, без никакво почитување на советниците да и они дозволат да предложат парите од владата доделени за развој, за капитални инвестиции, да не се потрошат за да кажеме за некои тековни работи, туку на вистина да бидат капитални, да остават капитални вредности, да бидат фундамент на кој што ќе се развива така неразвиената рурална и погранична општина Ново село. На сите мои забелешки дека проектите ги самоволно избирал, дека проектите не се во консултација со нас и ние нема да бидеме против, туку воздржани, со цел да добиеме на време, да добиеме можности и ние да дадеме мислење, и ние да дадеме предлози, бидејќи според уставот, според статутот, според законот, градоначалникот е само извршен орган на
одлуките што На советниците. советниците ги донесуваат на седница на советите, а не он може да биде предлагач како и било кој друг, но одлуките ги носат советниците. И кога се соочи со немање на кворум, тогаш се виде всушност дека тој ја користи својата улога на авторитет, на раководител кој што сака да одлучува за се и се што, па и за глупости кои што еве таму има една ситуација кај што сака негде околу 45.000 евра да се асфалтира улицата во индустријска зона за таа топилница, кај што он само една објект има таа индустријска зона, тие од трите парцели, сите трите парцели се на истиот инвеститор, всушност му се поклонува 45.000 евра да му се асфалтира улицата за објект кој што се уште е спорен. Ние поднесовме до 10 институции кривични пријави да го разгледат можниот криминал, да утврдат институциите, судовите, истражните органи, да го утврдат нашите наводи. Има уште една друга кривична пријава од еден сериозен инвеститор кој што не му беше дозволено да не му беше дозволено, туку требаше да гради хотелски комплекс, тој кошта прилично голема сума на пари, ги дели само пат. 500 метри колку. Значи нема патот е од тој е од левата, тој е од десната страна, нема тие се у стотици метри, нема ни 100 метри. Се како некој ќе инвестира милиони евра за хотелски комплекс, а од другата страна ќе се топи отпаден алуминиум, ќе се дроби, да кажеме, тоа се страшни вреви, бука, тоа се испарување кои што од два оджака, кои што од две печки треба да се случува, тоа е смрдеа, тоа ќе биде галама, тука и сега кој е тој што ќе инвестира таму? И тоа нормално човек уште од лани има поднесено кривична пријава, тоа што го довел во заблуда, затоа што и на краја ние една од нашите забелешки у кривична пријава е тоа што градоначалникот ја злоупотребил својата положба да авторитетно да делува на парцела кој што според урбанистичкиот план е во Г2 лесно незагадувачка индустрија, даде дозвола за објект кој што од областа Г1.3. Тоест, тоа се викат леарници, како што има уште десетина во Македонија и сите се во Г1 тешка загадувачка индустрија, но само кај нас во Ново село она е исклучок и само она е во Г2 класифицирана, не знам по кој основ, по која класификација, кога самиот наслов е хала за производство на алуминиумски одливци, цртичка легури. Значи ти да направиш легура, да направиш одливок, ти треба да го стопиш тоа. И за жал, и после година и повеќе време борба да докажеме тоа, тој ги криеше документите, па ние ги добивме преку една политичка партија кој што не ги даде документите од Министерство животна средина, кој што и животна средина сакаш да не ги даде. И внатре пишува 2 печки со капацитет за 8 сата, 4,8 тона алуминиумот е прилично лесен, нели? Така да тоа е прилично голема количина, кај што ќе се топи металот на температура од 700 до 1000 степени. Значи ти имате топење и сите топења се во Г1 тешка загадувачка индустрија. Јас не знам, 100 пати ја повторам една, вие не знам дали знаете, кога имате фарма за кокушки, ако фармата е над 10.000 кокушки, таа се смета во Г1 тешка загадувачка индустрија, кокушки. Затоа што својот измет, нели, може да предизвикува и така над. Ако кокошките ги сметаме ние, нели, во тешка загадувачка индустрија, ние топењето на отпаден алуминиум, кој што ствара дрозд или троска, нешто најотровното, нешто најтоксичното, за кое што има специјална процедура како се чуваат у специјални бури едно друго,
да даде он дозвола на 80 метра од единствената бушотина од која што во моментот се снабдуваме со вода за пиење. Тоа е на 50 метра од реката. Тоа е, не знам како да ви објаснам, бидејќи еве истиот тој инвеститор сега последната афера беше дека без никаква одлука на совет, без никаква законска основа, резервната бушотина, третата, му беше доделена, исклучена од системот и му беше лично доделена на него да ја користи, при тоа си поставил водомер и демек, дури има јавна изјава и од директорот на комуналното и од градоначалникот, ние ќе му продаваме техничка вода, а ќе му наплаќаме како за питка вода. Прво, тоа е криминал, ти не можеш тоа да направиш, бидејќи таа вода не е третирана. А второ, не може, мислам, тоа нема логика. Второ, не смеете ви да продавате вода кој што не е третирана, кој што нема гаранција, кој што не поминал тестот на институциите, дали таа вода е, да кажем, може да се користи или не, бидејќи кој ќе влезе во тоалетите, да кажеме, има и умивалници. Јас откај знам некој гост како дојде може да се напие од водата, нели, а не третирана, таа опасност. Значи, тоа се гледа такви самоволија и сега што случува? Кога некој, како јас, советник, ќе се испречи, да кажеме, не само јас не можам јас како поединец да се спротивставам, да го сопрам тоа кога они имат мнозинство, туку кога поставам прашање, кога барам увид во документацијата, и тоа 4 писмени барања не ми одговарат, но доволно е тоа што нели седниците се јавни, го гледат, освен тие што се исклучуваат, нели, нормално. Значи, тоа добива таков публицитет, народот зовира, поставуваат прашања едно, друго, трето и така натаму, и тоа негативно се одразува, поготово сега кога Стоечкиот градоначалник е повторно драфтиран на драфт за, тоест не е избран како единствен кандидат, за втор мандат, мислејќи дека тоа негативно ќе му се одразува, а дефинитивно негативно ќе му се одразува, најлесно е да го, тоа што има на уште античка изрека, уби го гласникот и почна уште многу одамна, уште од лани, да вршат страшен притисок врз мене, со цел да ме уплашат, со цел да ме откажат од обелодурувањето. Јас не можам да го сопрам тоа они што сакаат, но они се плашат од јавноста, бидејќи јавноста е на крај последен кој што пресечува и ќе одлучува на изборите, и од тие причини, еве, ќе да кажам, синоќа врв беше, синоќа во некаде 15 до 22 часот, значи 9, 21 и 45 минути, тројца полицајци дојдаа до тоа пеш, прилично од кај мене повеќе километар полициска станица од мене, тројца да ми достават покана за информативен разговор и јас таму пишував во врска со нешто, сообраќајен прекршок, некој не знам што. Мислам, за во петок, значи сега денеска е среда, во вторник вечер ти даваат покана за да стигнеш во петок. Значи од 9:45, 21:45 Да. ти доаѓаат на врата, куцаат или Звонат, звонат, да. излегуваш тројца полицајци. Да. И тебе те вара. Да. И знаеш што е трагедијата? Што ги малтретираат тие луѓе? У полициска станица во Ново Сад има 4 полицајци на смена. Еден мора да остане да чува станицата, може да открадат некој, нели? И тројца да ги пуштиле, иако колата им била неисправна во тој момент, и пуштиле пешки за да стигнат, оти не смеат после 10 саат од вечерта, не смеат да доставуваат, нели, покади. И ги пуштиле пеш. Што ги малтретираат тие луѓе? Кажете ми, што е толку итно? Викам, зашто утре са пале, вие не дојдовте? Утре нема кој. Што утре вие да не одите на нивата да копате негде, или ќе работите никоја фабрика? Утре па имате 4 луѓе на смена. Нели, што е толку, нели, зор, проблем, или дури да ми јаве, јас ќе да ќе ја земев, не е проблем. Им понудив и превоз, но одбија, срамувајќи се од самата постапка, бидејќи знаат и они луѓето, не се они виновни за таа работа. Но ова не е единствена твоја, мислам,
Тоа е само еден пример, бидејќи Да, моите средба со редот и мирот во држава. а, Или па нередот и немирот. вака, значи тоа е пример, тоа е пример, класичен пример. Тој пример го живееме ние, борците за животна средина, борците против рудниците, борците против загадувањето на воздухот, борците против евелиарниците или така речена топилница. Ние го тоа живееме веќе еве 9-та година што се вика. Постојано имаме по некои притисоци, постојано, но од кога обелоденивме за топилницата во Ново село, од кога почнавме активно да организираме 2-3 протеста, организиравме пред општинската зграда. Од кога се активиравме во понеделник вечерта, имавме протестен марш во Струмица против аерозагадувањето. Не може една депонија која е заедничка на Струмица, Василево и Босилово да гори 40 дена и да не може да се угасне огнот. Па тоа да бидеше вулкан, ние ќе го угасневме да му се не види. Тоа и сега Значи за гледачите само. Депонијата која ги обслужува Струмица, Василево и Босилово 40 дена гори. да. И никој и си оди еден наш активист со луѓе да видат што се работи, полицијата не ги пушта внатре од безбедносни причини. Значи, се може да мислиш ти мислиш таму сега има, не знам, се појавил дјаволот од доле или не знам што е, јас толку безбедностни причини, сигурно нема да влезат во огнот таму, нели? Ама ти може да замисли некој каква апатија, каква Неактивност, неактивност, каква нефункционалност, да. каква нефункционалност е тоа на институциите. Јас постирав и видеа кога стручњаци, доктори науки објаснуваат колку е опасно горењето на секаков отпад. Таму има секаков токсичен, нетоксичен отпад, колку тоа е опасно за дишењето на луѓето, поготово на младата популација. Па јас се прашувам, тие алчните за пари, кои се поставени на функција, неспособните, некадарниците, немат ли семејства? За нив не ли им е грев, за нивните деца? Може да мислите вие колку е дојдено, до кој степен, какви лудаци нас не водат на некој начин управуваат, бидејќи нив нивната неспособност и некадрност и алчноста за позиција, да не изгубат позицијата, е поголема од жалот за нивното најмило чедове. Знаеш, секој нормална држава си поднесува оставка. Ти 40 дена да можеш да изгасиш пожар. Сите треба, у Јапонија харикирите извршија до сега. Свесни луѓето за тоа што се случува. Па не се диши тоа. Дислезе зимата, имаше истражување на институтот на универзитетот во Штип, со акредитирана лабораторија истражуваа и заклучокот беше преку 60%, 65%, колку там се не сеќавам, дека загадениот воздух е како резултат на горењето мокри дрва. Сега што имаме у јули месец ние, у јуни месец кој гори дрва? Не бе луѓе. На крај крајва, да, смогот, тоест миризбат, димот од мокрите дрва, навистина, тоа е тежок, затоа што вика мокри дрва, бидејќи има поголем процент на влажност, не може да достигне таа температура, да димот стигне на високите слоеви на атмосферата, тоа е тежок, паѓа доле и затоа е загадувањето. Но, всушност, во него, што содржи водена парија најмногу. Покрај има и јаглерод, моноксид и се друго што отровно, нормално, но сепак е водена парија. Не е само тоа. Ние обелоденивме на протестот дека на таквите локации, особено симптоматично е што пред избори се случуваат разни пожари. Се горат каблови кои што никој не знае кој ги увезува, кој им ги разделува на
маргинализираните групи да ги горат, кој им ги откупува и дали тоа легално. Знаемот е нелегално. Никој за тоа не се грижи, нема истрага. Јавното обвинителство може да покрене постапка по допрен глас ако се стварно јавно обвинителство и ако се стварно на висина на задачата. Но јавното обвинителство веднаш ја процесуира кривишна прија против мене и против мојата компанија, бидејќи анонимни жители на едно село тамо до границата се сетиле во мај месец оваа година дека лани мое возило во нивната дива депонија истурило отпад, нели? Во мај се сегат за ланското во јуни. И поднели кривише прија и веднаш се ажурираа службите да го испитат случајот, да видат дека таму било пасиште, па јас сум го претворил во депонија, депонијата 30 години користат таму као дива депонија и се чисти еднаш или два пати годината. Пред да почнеме, пред да продолжиш, со колку кривични пријави, тужби се соочуваш во моментов? Јас се направив концепт за тоа што не можам да ги памтам. Значи, за очекување прва беше тужбата за клевета и навреда од сопственикот на топилницата и тоа две. Едната тужба беше од фирмата, ми бара 25.000 евра за тоа што фирмата не можела да работи, направила загуби, нели, заради мојата клевета и навреда што се упатил, а тоа клевета и навредата беше дека сум обелоденил во една затворена група на мои пријатели, едно 7-8 луѓе, поканувајќи ги на протест да дојдат, кажав дека неговата фирма е фатена како сака да истовара отпад на таа посочената струмичка депонија со отпад од друга општина. И сега тоа има записник за тоа. Тоа ми го кажа градоначалникот пред 5-6 души сведоци. И во продолжение и најверојатно, значи не тврдам, можеби, логичко е кога ти истовараш ѓубре, поставува опасност тоа ѓубре, имајќи дека е отпад од ИГМ Кавадарци, да кажеме, така е, точно беше спомнато, претставувам дека тоа е и лесно запаливо и од тие причини најверојатно се причините за честото самозапалување на депонијата. Но човекот толку се вознемирил, толку од тоа не можел да се појави пред луѓето, па бил на психијатар, па травматизиран бил, па не знам што, и он бара лично од мене 25.000 евра и плюс уж 25.000 на фирмата ти направиле загуби 50.000 евра за навреда и за клевета. А неговата фирма се справува со отпад. Мислам, као на некој мен да ми каже, ајде бе зидар некој си или некој ајде армирач, тоа ми е професијата, јас сум градски инженер, што има срамам ако мислам, не. После тоа Значи имаш две тамо? Две, тие се. Добро. Од градоначалникот. Колку се вкупно до сега? Не знам, сега ќе избројам. И после има од градоначалникот за клевети и навреда, нели, дека на Facebook статус кој што, нели, се шират, он има и бара само, ама поскромен. Он 2.500 евра, оти, нели, платата нема адекватна толку. 2-3 месеца он пил дезапамапчиња кои што не се седативи, антидепресиви, нели, туку се за смирување. И толку е прашање. Но постојано си бил на работа. Значи, бил толку даун, бил голема. Но тој уште на 12 луѓе, меѓу кои на син ми има исто таква наши активисти, но 5-16 беа, не знам колку стигна. Значи нема колку се процесуира од тие. Значи сите имат тужби за клевет и навред. Лесно е кога адвокат ти го плати општината. Значи сега месечно општината му плаќа паушал на адвокатот и он му као вработен и он само штанца тужби. Тоа класична злоупотреба граѓани со парите од моите пари, он ме тужи мене. Зашто? Затоа што го критикуваме. Ти никој не те навредил лично како личност, како човек. Ние ти критикуваме твоите постапки. И ти треба си свесен ти, како ти си јавна личност и јас сум јавна личност. Јас сум член на Совет. Јас сум 9 години
веќе се срамувам, се среќавам на улица ме среќават, луѓето ме препознаваат, а ти ли беше тој едноставно, значи ти стануваш некој начин препознатив, јавна личност, кој што луѓето очекуваат од тебе да пласираш некои информации кои што се во интерес на широкото население, популација. И така да ти не може у јавни личности, јас знам тоа, треба да има ниво, нели? Не можеме ние сега да паднеме толку ниско ниво. Значи, и тоа треба да има, да кажеме, нели, санкции. Но, ако ти критикуваме твојата работа, што ја работиш, ти треба да бидеш подготвен. И поготово ако дури ако има некоја си навредлива содржина, ако ти се чувствуваш дека ти не си таков, ако ти знаеш дека не си направил такво нешто, што има да биде навредливо? Еве за мене може да кажеш ти дека сум крадец, дека сум убиец, ама ако јас не сум тоа направил, нели, мене тоа не допира до мене. Ти можеш да кажеш за мене што сакаш, но не е навредливо. Што има да се навредливо? Навредливо е, еве сега, јас сум, пример сега, нели, еве јас имам вишек на килограми, ти можеш да ми кажеш, ајде бе дебел еден, нели, јас знам од ти имам вишек на килограми, но не можеш тоа јавно да ми го кажеш. Разбираш, тоа е веќе лично нешто што ти може да ме повредиш, можеби јас имам фрустрации, можеби јас имам не знам што, нели, и така натаму. Но ако ми кажеш ти дека твојата работа не чини, не мојата работа не чини, ме критикуваш за тоа, објектот си го направил за никаде, не ми се допаѓа, гледи фасадата како уништена или гледа, тука јас да се навредувам за тоа што нели на тебе не се допаѓа, не, тоа ми е професионална обврска на мене. Тоа ние не може да освариме, не може да осватиме дека таа професионалност треба да има некој ниво на кој што ако е коректно кажано, не е лично, не е навредливо, тогаш зошто ти треба да се навредуваш, а ако па некоја и лично, да кажеме, а има логика, па критиките баш се за тоа. Можеби ти не си свесен, па со таа критика да се поправиш. Никој не ти мисли лошо. Ние независните активисти и екологисти, тие се луѓе кои што на мравка нема да згазнат. Не се тие насилни типови тие луѓе. Тие се љубители на природата, љубители на животинскиот свет, на луѓето. Ние се толку сакаме, почитуваме. Вие не знам, еве во понеделник имавме ние нели протести, едно 50 на луѓе отидовме во една пицерија, да спиеме по едно пиво, една пица, таму да изедеме. Вие немате представа какво дружење имаме ние, како заедно тоа се гушкаме, сите се почитуваме, се сакаме, едни со други се почитуваме. И не може да има зла енергија кај тие луѓе. Не може ти тука нема никој интерес да каже да некој овој сака тендерче, овој сака фотелја, овој сака позиција. Не бе, ние тоа го работиме волонтерски, луѓето на дошница од љубов. 16-20 дена веќе се таму и ти да го видиш дека таа енергија е тотално различна. Различна. Да продолжам до тоа. И тужбата за волја на вистината, тужбата на градоначалник кон мене и мојата колешка ајде не ја спомнам се, можеби не го да ја спомнам, за наша среќа беше отфрлена и пресудена во наше име. Еве пред неколку дена во петокот. Значи ова е посебна тужба. Значи таа е посебна тужба за клевет и навреда гранчан кон мене. За 2.500 евра. За 2.500, исто и на колешката, која што активистката од судот беше одбиена како неоснована, знаеш. Така да се надеваме дека покрај тоа што нели генерално има недоверба во судството, но сепак за такви мали, провидни и дури чисто јасни работи, мислам дека судовици ја работат и свесни си на крај крајва, не сите знаеме за што се работи. Не сите знаеме се работи за криминални постапки, се работи кои што треба судот да и докаже. Ние сега тврдиме дека се криминал, но треба судот да докаже тоа. Ние не сме тие меродани што кажуваме дали. Ние тврдиме да се испита работата за можен криминал. И с тоа бараме имаме граѓанско право и за тоа се тие пријави од наша страна да се утврди таа работа, пошто ние само можеме да насочиме, да посочиме. Не можеме ние да кажеме дека е така. Така ќе каже судот. Тоа е суштина.
После Следно. после тоа, нели, кажав дека имаше, не е само пријави. Например, во август месец иде комунален редар кај моја една група на работници кај што градат една куќа и на сред пауза за ручек им доставува решение дека, или записник како се вика, да подпишат записник дека се фатени како они ја истоварат отпад на таа тамошна депонија што е посочена дивата депонија. Они седат, ручат 6 луѓе, вика подпишете записник, оти сте фрле ѓубре. Дали подпиша они? Тие го се знаеме ние сите му кажеле по име и презиме, ајде оди си гледај си, немој такви работи. Значи они не подпишуваат и што Не се случува подпишуваат. после? И добивам јас не знам, јас тие не ги знам тие формулации дури пошто прв пат дека као порамнување дека треба у рок од толку и толку дена да си го исчистам ѓубрето, нели, а таму има 4-5 декара ѓубре, нели, да го исчистам моето ѓубре, да го исчистам во рок од толку и толку дена и казна, не знам, од 45 до 63.000 евра спрема големината на фирмата, има некој таму. На жалбата дека комунален редар не може да пише такво нешто. Кој ја пишува жалбата? Адвокатот, ангажирав адвокат. Не, него кој ти го достави тоа По бар? пошта си доаѓа тоа. Ти си доаѓа по Некога пошта кога ги информирале твоите работници да подпишат. и дека он тоа- напишал не сакат да подпишат. Од кого е тоа? Кој дојде? Комунален редар Од општината? од општината, да. А другите двајца од срам седат у колата унатре, се срамуват да се појават пред, значи се Значи ова пак е пратено од градоначалник. од кој ќе биде. Да. И фаќа тоти не може комунален редар да прашува. Општината склучува договор со комунален редар од друга општина за услуги само за 1 месец. Оти ние немаме комунален инспектор. Значи само за 1 Значи они месец. го позамуваат месец дена и доаѓа кај тебе и И ти тој пази, тоа се случува во август и доаѓа комуналниот инспектор од друга општина во декември месец. И он вика да, тоа е истото ѓубре. Утврдува, нели, виновникот и повторно пишува сега 19.000 евра и пак да се исчисти ѓубрето едно од друго. Ето, ние се жалиме. Значи ова се работи за една депонија, Дива депонија. дива депонија, која Се фрла се и се што се таму. фрла се и се што. Твојата фирма е обвинета дека таму фрла без сведоци има за тоа. Нема. Значи без сведоци. Ама не може прво по законот. Сега ќе да кажам Да. само. И сега после тоа доаѓа исто комунална инспекторка, прави увид на лице место, прави записник без мене, без никаков подпис од моја страна, без моја изјава, без ништо што е противзаконски и ми става решение. Во тој период зима време, нели, тотално не може ти никој да влезе таму, камоли да работи такви работи. Повторно посочивме кој е ѓубрето, како ти го маркираме ние сега, нели, еве, предпоставки да сакам да уземам. Еден момент решив, викам, тоа не е се големи пари, јас имам градежна оператива, колегите мои исто имат градежна оператива, ај ќе им учинеме услуга на жителите таму да им помогнеме на некој начин. Но со тоа признаваш дека ти си фрлил ѓубре таму и се не си можност и тоа да направиш. Иначе у претходните години, нели, таму и јас помагав, да кажеме, да се чисти тоа ѓубре да го носиме со има колеги што тоа да работат. Еден мој колега, он го исчисти ѓубрето таму. Значи, Каде е ѓубрето на коло? пред влезото Старо Конјарево од левата страна. Okay. Сега. Се жаливме и жалбата ни беше одбиена. Каде се жалевте? А сега не знам кој е редот кога добиеш таква на некоја второстепена, некоја, не знам. Добро. Кога ни одбија жалбата како неоснована, нели, демек инспекторката го пронашла ѓубрето на мојата фирма, како не знам како детектирале нешто, а као 9/11 кога најдоа пасош на тие возачите, разбираш, они се там нас пасош ли најдоа, не знам што. И кога видео, ние им пративме тужба за лажно клеветење, знаеш. Кога видео ти тоа не бива, и се последно уште ја кривишна пријавот анонимните во мај месец, анонимни жители од Старо Конјарево, они се сетили дека не во август, не у јуни месец лани сме фрлале таму отпад.
ама анонимци се тие луѓе, нели? И таму наведено и против мене и против фирмата. И сега тоа ќе се процесуира во веројатно септември месец. Сега. Значи, после тоа, значи во меѓувреме имаш постојан притисок од поединци у полицијата, у власт. Замислите, јас пошто имам градежна компанија, изведувам објекти што може да работиме, нели? Си има градежна дозвола, објектот е заграден, има табла, има се што треба, нели? Дури рефлектор на вечерно време да биде, нели, да нема, сад да не кажам и камера можеби, но не е битно. И доаѓаат двајца полицајци и двајца инспектори од одделот за стопански криминал, сега како е тие нособи именуваат имињата економски криминал, на објектот да вршат увид. И сега јас си прашувам, или стопански криминал или економски криминал, како се вика тоа, како ќе увидите тука сега на објектот, во тој момент се армира плоча, дали вие шипките, арматурата ќе бројате или не знам што ќе правите тука сега, што криминал има ние таму. Мој си е, значи објектот е на фирмата, што градиме, фирмата си го изведува. Сега јас само себе ли се лашам или не знам што, не е важно. И вика, имате ли градежна дозвола? Викам, табла пишува, имаш ли лиценца за изведба? Викам, се пишува на таблата. Добро. А имате ли вработените, дали се тие вработени тук? Викам, тоа работа на трудов инспектор. Можеме и ние тоа да правим. Добро. А имате ли правосилност, решение, дали имаш, не знам што? И вика, што требаш, колега, друго, што требаш? Викам, сообраќајно решение. Да, викам, имам и тоа. Викам, јас имам и сообраќајен проект, одобрен од ваша страна, кој што го чекав 2 месеца да не би го одобрат. И тоа ми треба. Викам, добро, ќе ви доставиме, нема проблем. И доставија таму што треба. И после наредуват на трудов инспектор, двајца имаше со договор на дело, тоа било казниво, ме казнија за таа работа, дека не требало, според нашиот закон, треба, ако поработиш со договор на дело, требало од друга бранша. Викам, од кој ме вика, од културно-уметничката бранша. Викам, пејач да вработим или глумец. Мислам, кои се тие абсурди? Сега, знаеш што е интересното? Тоа што владата го виде дека тоа абсурд. Значи, ти имаше договор со двајца од твоите вработени. Тие се пензионери, пред 2 месеца отидоа во пензија, Да. и тие се уште работоспособни, мен ми требат, и они сакаат да работат, прашав у бирото како. Викам, единствен начин да договор на дело, вика. Тоа вика, може ти го признаат, може да не ти го признаат, не знам друго. Има ли друг начин? Нема. Мисле, немам работници. Еве завчера ми стигна тројца од Индија. Имав порано од Непал, 6 души, побегна после 3 месеца да берат портокали у Грција. Сега имам тројца од Индија, сега не им ги дам пасошти и чувам да не ми избегат. Значи, сега индијци имам тројца. Ми нема доволно вработени, сите знаат. И затоа владата и донесе одлука и пензионери да може сега да вработат, ама одлуката важи од 1 јануари 2026. Сега, така да, што да ви кажам? Значи ти си имаш договор на дело со нив и сега е проблематичен договорот на дело. Да. И добро, си платив казна, вработив нови, значи вработив двајца, треба да вработив. Има си тоа. Сега, после има притисок за одземање на лиценцата. Значи ти за да целата ситуација да ми одземат лиценцата со цел да не. Која е причина да ти одземат лиценцата? Еве да докажат дека градам безправно едно друго. Но не е тоа само притисок врз мене и моите активисти. Притисок има и во моите клиенти. Вие замислите сега со ситуација. Зашто е спорот? Што е во ствари проблемот? Замислите, јас имам фирма за проектирање и проектите ги изработуваме, си доставаме на време, поминуваат сите инстанции, така, нели се што треба. Сега, моите проекти, само во Ново село општината, никако да поминат да добијат дозвола. Не можат 4 месеца чекат, 5 месеца чекат, немат 7-8 месеца, но за фамозната топилница
дозволата градоначалникот ја дал за 33 часа правосилност. О, Таква ефикасна работа. И сега ние го критикуваме, не бил добар. Како не е добар, бе? 33 часа, тоа е ефикасност. И тоа, знаеш како? Кога вработува само за тој проект лице од друга општина привремено, кога дозволата е недостапна и покрај 4 писмени барања од моја страна да видиме, увид да видиме што се работи, кога објектот се гради, а нема огласна табла, на градежна табла на која што треба да пишува кој е инвеститор, кога е дозволата, што се гради, барем името, кој е надзор, кој е инвеститор, кој е градител, а градител е фирмата на таткова, кој што градоначалникот претходно беше и директорот. И сега за нив 33 часа проект за топилница, за 2000 и нешто квадратни метри хала, за 500 квадратни метри администрација, тоа е обемна документација. Кога бе поминав низ институциите да добијат од ЕВН, од водовод, од кога референтите кога ја разгледа тие кога провера, кога тоа се поминато за 33 часа, а за моите проекти треба чекаш кога стигнува проектот кај ние што занимаваме со проектирање извода, знаеме дека проектот кога стигнува кај градоначалник со пресметани комунали. Градоначалникот има рок 5 дена да ги потпише решението, човекот да си плати комунали и да си добие дозвола. Во рокот тие 5 дена, ако градоначалникот утврди некоја аномалија, може да го врати проектот на доработка или да го одбие на целосно, значи тоа е негово право, тоа може да го направи. Но тој не го прави тоа, не ги известува клиентите, не ги известува луѓето дека нешто не е во ред. Доаѓа мој муштерија, му вика: господин градоначалник, јас сум 42 години во Швајцарија. На таа дата се враќам, како си селум од Швајцарија и немам кај да живеам, морам куќата да направам, бидејќи имам ствари си носам од Швајцарија, семејството си носам, ствари си носам, нема кај да живеам. Му вика: оди гради, му вика: што не ми даваш дозвол, бидејќи треба само комунали, кажи колку јас си дојдов специјално во Швајцарија да платам комуналите, колку е. Оди гради, вика, немаш, вика, пречка ништо. И човек вика: супер, вика, началник каже да градам. Абе, го начека и сега тој човек заработи кривична пријава за тоа што послушал градоначалникот да гради. Кривична пријава бесправно градење. Човекот си поднел пред 5-6 месеца документација, направен проектот поминат сите инстанции, одобрен му е, и градоначалникот му пушта кривична пријава за бесправно градење и го судија со препорака да му одземат објектот. Да, И никој свет живее. Страшно нешто, значи. А ше со цел на мен да ми се осветат. Тоа беше освета за мене, да ми се осветат на мене, и се не можат на мене, се осветува дури на моите муштери, јас кои сум правил проекти. Тоа не е човечки, бе, тоа да можеш ти, и не само тоа, бе, например, он може да е млад, може да е осветолюбив, може да е, не знам, у афектна состојба, не знам како и да е, но кај се бе другите институции, бе? Тоа поминало инспекциите у полицијата, правеле записник, утврдиле што е и како е работата. Имало јавен обвинител, поминал, утврдил како е. И во пресудата пишува вака, дословно пишува вака: обвинетиот тој и тој нема никакви оттежнителни околности, бидејќи си пријавил проект, поднел се, има само улеснителни околности, но е жртва на расправијата и кавгата меѓу проектантот негов, јас, и градоначалник. И на крај виновен е. Браво. Таква е нашата ситуација, у кој што толку е непримерно, толку е не добро, тоа не можеш ти. И за на крај, постојано се вршат притисоци, да кажеме, кај мене и со секви други начини и форми, и мислам дека да го живееш тоа, знаеш, рочиште имаш, па се одлага рочиштето, па бара јавност да имало
мислам бара да се снима судењето, па се одложува. Се јас не можам ни се сетам кој рок кога е, нели, има за тоа паметни телефони, си ставаш рокови, пошто јас никој пат освен за одземање возичка за брзо возење, друг пат не сум бил у судот. Не сум бил на судот. Мојата компанија постоја 17 декември 1991 година. Нити број сменет, нити името сменето, ништо. Денеска идејќи случајно постојат такви некои фирми кои што нудат признание, вика вие сте меѓу 22 фирми во Македонија кои што не сте тужени, кои што не сте закаснели со рокот према банката, кои што имате бонитет, кои се едно друго, и да ви дадеме сертификат, треба да платите да ти ви дадат сертификат за бонитетна фирма, за не знам што не. Да кажам, на таква фирма и они сега зарешија сега и плюс притисок вршат да се одзима лиценцата, да ме казнуваат едно друго трето, јас не учествувам никој пат на јавни набавки, на надавање, не учествувам на јавно надавање и не сум не сакам, бидејќи знаете ли како таму, сите знаеме ни како е тоа. Да, виде, дали сите овие притисоци, кривични пријави, приватни тужби, напад врз твојата фирма, лиценците со опасност лиценците да бидат одземени, казни заради лажни така наречени фрлање на ѓубрива, ќе те спречат тебе да во понатамошната твоја активност за заштита на здравата животна околина за кој што ти се бориш. Одговор на тоа прашање, мислам сите може да предпоставам, сигурно нема да ме уплашат, бидејќи, еве ќе ви кажам еден пример. Лани во јуни месец добиваме порака за 3 сата имаме воредна седница во општината. Значи, воредни седници за кажат кој има стварно воредни ситуации, кој има пожари, поплави, непосредни опасности, едно друго. И има само една точка на дневен ред. Но ние сме курзитет, ние сме општина кај што имаме најмногу воредни седници во Македонија. Не верувам дека има повеќе некои воредни седници. И имаме две точки што е спротивно на законот. Првата точка беше подпишување меморандум со работка со донаторот и втора точка подпишување договор со донаторот за донација. Ние не знаме појма за што се работи, немаме ништо, одеме на седница, а нашиот градоначалник веќе договорил со концесијерот во заменување на Иловица Штука. Трансформатор да донира за твоја... Украдениот трансформатор да го донираат, бидејќи они били општествено одговорна фирма и после една жестока расправа таму, која што нормално камерите беа исклучени, тогаш баш техниката за тие такви критични моменти. Но имаме ние снимано од Здрава Котлина, беше уживо, така да имаме докази за целата таа ситуација. Ги убедив советниците да не ја прифаќаат донацијата на Евромакс и јас, како од својата компанија, градежна компанија, јас ги донирам тие пари. Така беше прифатено, немаше граничалник што да каже, пошто трафостаница си обезбедиме. За урок за тие што беше даден, јас се завршив работата и одлуката, пошто имаме снимано и во видео, нели, гласи под исти услови како и претходниот злонамерник. За како важа истите услови, меморандум со работка и договор за донацијата. Така е законот, мора градоначалникот општината да изготви договор за донација. Значи, да не кажам дека во меморандумот со работка со таа компанија, што не сакам да исполнам името, пишуваше како ние да им постелеме тепих буквално и да им отвориме вратите да копат во Иловица. Ти се наоѓа 50% територијата на новоселска територија се наоѓа. И моравме ние тоа да спречиме и јас, еве, печалбата за таа година ја дадов таму. Една година градоначалникот не сакаше да потпише договор за донацијата. За донацијата.
какво непочитување на некој кој што инвестира во општината како донација. Кој тоа е безобразлук, тоа е злобно лице, каква е таа злоба кај луѓето со цел финански да ме оштети, да платам уште 3.500 евра, не може, без тој договор, не можам јас да извадам потврда од Министерство за правда за да ми одредат дека донацијата е од хуманитарен карактер и Министерство за економија да ме ослободи од плаќање данок на тие пари. Имаш обврска ти од кај цитат, од печалбата. Значи да ме ослободат од данок на добивка, нели? 3.500 евра ток се паѓа на таа сума. И да си платам тие пари на завршна сметка, да ме оштети уште повеќе, наместо да биде благодарен, наместо да, нели, да каже јавна благодарност, било како, нели? И дури кога се заканив ќе му пишам кривична пријава за таа злоупотреба, некој го подучил, следниот година, во мај месец, значи оваа година, 25-та, беше подпишан договорот за давање донација, а донацијата направиме уште пред една година. Јас сега добив и од Министерство за правда добив потврда, веќе е процесиран до Министерство за финансии да ме ослободат од плаќање на тоа. Може видите каква злоба кај донатор, некој ти дава пари за крај. Значи тука може да заклучиме дека не го интересира развој на општината, туку неговото лично его, него личните интереси превладуваат. Така да таквите јас сум гледал да ги сотре потенцијалните ривали кои он ги гледа како закана за него. За жал, такви случаеви не знам дали се изолирани, но тоа не можеме ние партијата да ја увинеме целосно. Луѓето во тие партии има честни луѓе. Тоа се такви елементи кои ги има сите партии и кои се дојдат на позиција и кои се поврзат со слични на нив, тие истите луѓе ја злоупотребаат позицијата и на обичните граѓани да им се света, тоест секој што ќе му излезе на пат, секој што не се согласува со него, секој што му пружи отпор кон неговите зацртани цели кои што си планира, го користат системот за да те исплашат, дури репресија, има луѓе затвор лежат за такви. Мене ништо не едва чекате јас нешто да направам некоја грешка, појма немам сега ова што е сега ова покана за сообраќајен прекршок. Јас веќе, знаеш ти, дека не ни возам јас, да кажеме, нели, од кога заспав пред 3 години и веќе децата не ми дозволат да возат постојано, така да баш ме интересира како сообраќајен прекршок го имам направен, но сепак тоа е кога користат системот, го користат за вршење репресија, знаеш. И јас ги советувам сите луѓе да не гледаме партиски тука интерес, да кажеме, да увинеме партиите едно друго. Тука се поединци во сите партии. Така беше 9 години за борбата против отварање рудник во Иловица. Секаде, не знае тоа се изменија те ВМРО, те СДС, истите луѓе се тие, истите структури, они не познаваат партии, они се меѓу себе обединети, што беше таа криминалци од целиот свет обединети се, они се такова обединети, само што ние они се кријат зад партиското. Се кријат зад партијата и се срам за тие партии, има честни луѓе од тие партии, во сите партии има честни луѓе кои што не заслужуваат да ги нив идентифицираме со истите такви луѓе, но за жал не загрижувам најмногу нефункционирањето на државата, на системот на државата, како некој дозволил, нели, да испрати инспектори, двајца инспектори со двајца полицајци да дозволат од економски криминали, сај не знам како да одат на градилиште од економски криминал. Шо ти економски криминал ќе направиш ти на градилиште? Те може да дојде трудова инспекција, може да дојде градежна инспекција, може да дојдат соодветни инспекции кои што се за таа работа. Значи, сам да ви кажам дека тоа е огледало, за жал, за жал, тоа е огледало на нашата реалност и ние
еве денеска се соочуваме независните со еден огромен проблем да немаме се уште закон по кој што ние ќе се кандидираме, можеме да се кандидираме на Следните локалните локални избори, да, тоа е И сега додатна тема која е единствената опција останува да ние ќе мораме да треба да формираме партија ради партија, ние ни треба партија, ни треба затоа што они многу во измислили. Значи нас да не вовлечат, да не идентифицират со нив. Да кажат, еви, вие сте партија, што се разликувате од нас и вие сега ќе ставате позиција луѓе на позиција едно друго, вие сега ќе земате пари и сакат да не раскарат. Но мислам дека ние сме доволно мудри да си ја задржиме независноста на секој поединец, на секоја организација и така и планираме. Ако треба да формираме партија, ако веќе исцрпиме сите опции, таа партија ќе ја ставим под клjuč и нема да функционира, ние ќе си функционираме како што каже еден мудрец политички како и до сега. Нели, како и до сега во интерес на граѓаните, волонтерски, без пари, да го работиме тоа, затоа што луѓето препознаваат активноста на луѓето кои што го работат тоа од љубов, од мерак, од совест, а не за пари. Никој од нас тоа не го работиме за пари. Тоа нема парите и некој што може мене да ме ги плате моите сите тие еве наброевме притисоци, реперкусии, трауми, едно друго трето. Тоа нема пари, не постојат. Тоа може само со совест дека работиш нешто за општото на сите други луѓе, вклучително своето семејство да си го заштиташ. Тоа само тоа чувство може да те потпре, да ти даде сила да продолжиш. Не можеш со пари, тоа не се плати со пари. Еве постојат убијци ќе им дадат пари, па ги се плашат ако не и сакат и парите. Отични парите не се најважниот елемент во животот. Мене ми е драго дека ти и користиш оваа наша платформа за да вистината се прикаже меѓу народот и за да се скрене тоа размислување и уствари спознавање за кои се еден од негативностите на нашиот систем и проблемот дека е системски, а тебе системот уствари многу те гледа да те тргне од твоите вистински определби и залажби за заштита на здрава животна средина, следењето на правилата и законите. За жал, само што треба да кажам, за жал, сведоци сме дека нели тие три столба на законодавци, тоест на државноста во државата, или законодавната, извршната и судската власт, за жал гледаме дека тие три столба се разнишени, но јас ќе ги обвинам граѓаните пред се, затоа што нивната неактивност, нивната пасивност ствара услови за злоупотреба на оние кои се наоѓаат на функции и на позиции. И затоа и повикувам сите без страф, затоа што не правиш ништо ти. Да не бидат уценети, бидејќи сите имаме ние по нешто, нели? Сите мене ќе ме уценуваат со фирмата, мене ќе ме уценуваат со не знам што, ќе ми вршат притисоци на тебе, на секој имам по нешто да не уценуват. Но нека се обидат граѓаните да го победат стравот отиве во себе. Да кажат добро и ајде да се соочиме со тој страв. Што може да направат? Може да не судски да не малтретираат, финансиски, ама тоа вреди да се плати таква репресија, таква цена за целите што ги правиме. Делата што треба да останат се над сите нас. Затоа што опрашање не е само опстанокот на државата, опстанокот на популацијата е опрашање. И иднината на сите нас. И нормално, ако не се уништат, ако ние дозволиме да имаме топилница, ако ние дозволиме да имаме палење на депонии, ако дозволиме
да отварат рудници едно друго. Ние ќе останеме без питка вода, без плодна почва. Ние едноставно ќе умираме од секакви болести и тоа значи дефинитивно исчезнување на нашите идни поколенија или ќе се иселат или ќе умрат. Ние се соочуваме со таква закана, треба луѓето да сватат дека тоа е многу сериозно. Ако сега не се спротиставиме да ги сопреме оние кои што за личен профит увезуваат отпади и горат по депониите, оние кои што идат, да кажеме, на секој начин гледат да го изиграт законот, а на сметка на здравјето на луѓето, тоа е убиство. Тоа е убиство и ние треба да го сериозно сватиме тоа, а најчесто граѓаните не се свесни за тоа. И затоа благодарност на вас и вашиот канал, што можеме да лиферуваме преко него информации, луѓето да се пробудат, да се разбудат, да се борат за основните човекови права за опстанок, бидејќи тоа не следува и по уставот. Благодарам Дина што беше гостен и за твојата можност да кажеш во која ситуација се наоѓаш сега, со кои предизвици се соочуваш, како системот систематски на еден, друг, трет или пет начин гледа да те супресира за да те оневозможи твоите благородни делувања бидат исто така зголемени и наша целосна реалност. Благодарам и на вас што не следевте. Демоните што ги имаме сите во себе, треба прво да ги победиме, за да потоа да го отвориме с нашиот светоглед и да ги спознаеме сите оние вистински борци и да им помогнеме на нив за да имаме сите подобро утре. Благодарам уште еднаш. До следното јавување ви пожелувам се најдобро.